Српската војска е во состојба на готовност откако денеска стапи на сила замената на српските регистарски таблички со косовски. Според одлуката што минатата недела ја донесе владата на косовскиот премиер Албин Курти, предвидено е преоден период до 21 ноември, во кој ќе добиваат укор оние кои во Косово нема да ги променат табличките кои се регистрирани во Србија со кратенките на српските топоними за градовите во Косово, како ПР за Приштина, треба да се замени со 01, ознака за регионот на Косовската престолнина. Од 21 ноември до 21 јануари 2023 ќе се изрекуваат парични казни, а потоа ќе започне издавањето пробни таблички. Оние кои меѓу првите по полнок ја поминаа српско-косовската граница на преминот Јариње, велат дека добиле некои известување од косовските граничари. Шта пише на том папиру? Mogu da vidim? I šta su vam rekli, koliko će puta da vam daju ukor? Su rekli, pošto smo prvi večeras došli. Hoćete da preregistrujete auto? Za sad ne znam, ništa. A kako komentarišete ove nove mere? Pa za sad naši stoji dalje kao što kažu, krvno pa ćemo. Српските одбранбени власти веќе ја спроведуваат одлуката на председателот и врховен командант Вучич. Војската на Србија е во состојба на готовност и подигнато е нивото на борбена готовност поради ситуацијата на Косово. Не можеме да бидеме опуштени. Србија е сериозна земја и никој не треба да игра воени игри, рече српскиот премиер за тамошните медиуми. Домашните и меѓународни аналитичари предупредуваат дека одбивањето на Курти да ја одложи одлуката за промена на табличките може да донесе до ескалација на состојбата во северниот дел на Косово, населен со мнозинско српско население. Dosta je konfuzno, nije tačno jasno kako će se to sprovoditi. Prvenstveno ta nelogičnost u izricanju kazni za nešto za što je rok april sledeće godine. Dakle, dosta je neizvesno, ali je sigurno da je bar u naredne 3 nedelje, odnosno do 21. novembra, da će biti izbegnute određene tenzije i ta eskalacija koja se zapravo očekivala. Летово се појавија проблеми поради одбивањето на Србија и Косово да се ги признаат личните документи и регистарските таблички на возилата. Во август представниците на Европската Унија и на САД преговараа за решение на проблемот со патните документи, дозволувајќи ситуацијата да се смири.